Ова е сателитски приемник LG UJ635V 4K LED инаку телевизор. Сега ќе ви го представам малку подетално. На него има еден CI слот за картичка, знаете, значи за кодирани канали. Има 3 HDMI приклучоци, 1, 2 и овде можете да видите 3. Има еден LAN порт, 5 пинови и вградено има Wi-Fi. Значи бежичен интернет. Има еден антенски приклучок за дигитални слободни канали во етерот и има сателитски приемник, тоа е ова второто, за слободни канали. Антената сателитска е веќе наместена, значи подесена е точно на 28,2 степени источно и е, значи тоа Астра, англиските канали ќе ги бараме ние. Сега ќе пробаме да одиме во мени. Во мени. Одиме содржина. Во My Channels. Океј. Додај канал. Значи, како што гледате. Океј. И сега одиме на антена горе. Select. Одиме на сателит. На сателит. Како што можете да видите, мора вика да се изберат каналите. Ќе одиме надоле, со стрелката надоле и отпочнуваме со бирањето. Ви кажав, сателитската антена ми е наместена на Астра 28,2 степени источно. Стискаме барање канали и почнува со автоматско бирање. Ќе стиснеме ние. Чека да видиме само сега дали кабел, добро. Параметри на сателит. Повторно мора да одиме, да не промашиме нешто.
Одиме се враќаме назад. Рекаме параметри на сателит. Астра. Овде ми ја дава само Астра. Ама таа е друга Астра 19,2. Не. Значи, нас ни треба плюс. Значи да додадеме сателит. Додај сателит, како што гледате. Ние ќе додадеме сега сателит. Додавам сателит. Пак ќе додадеме уште еден сателит. Значи, можеме додадеме сега, ако го има, 16, значи ќе ги додадеме 4 сателити, да не сега губиме многу време во барање, и тоа. И уште Хотбирд на 13 степени ќе го додадеме, пошто и така слободните канали само ги фаќаме ние, така да нема потреба да бараме други канали. Рачно нагодување. Можеме да го редиме и транспордер, пребарување на мрежа. Да го вклучиме. Ќе го вклучиме. Нека биде вклучено. Автоматско бирање. Не, ќе одиме сепак на пребарување. Стискаме, вклучено, завраќаме назад и одиме на автоматско бирање. Сателит, како што гледате. Следно, и антена, и сателит. Значи кабел немаме кабловска, го дештиклираме, а антената и сателитот го штиклираме. И одиме следно. Само дигиталните канали. Добро. Аналогните не ни требаат. И одиме следно. Сателитските подесувања ни се подесени. Слискаме следно. Прескокни кодирани. Не. Враќаме назад. Да. Овде е штиклирано прескокни кодирани. Ќе го дештиклираме. Значи, нека ги бара и кодираните. Никогаш не се знае кога тие ќе може да проработат. Нели? Одиме сега конечно на следно пребарување. Ова сега ги бара аналогните канали, како што гледам. Може и во етерот првин ги пребара.
Сателитската изгледа на крај, после. Еве, најде 16 канали. За радио 5. Значи, овие се домашните канали, што зрачат дигитално во етерот. Ова малку ќе потрае пребарувањево, но сакам да ви го доловам поточно целиот процес како се пребаруваат канали. Ама мора ова да заврши. Продолжим. Да ви кажам искрено, сега моментално и немам обична антена. Ете. И сега почнува сателитските канали да ги пребарува. Сега најверојатно го врти моторот. Сега за да не чекаме ќе се исклучам, па ќе се уклучам со ново видео кој ќе пред да заврши процесот.